Јас ја користам приликата кога зборуваме за амандманот од почитуваната колешка Станка Анастасова за азбестните цевки и дискусијата што се развили тука, да и пријатно сум изненаден од колешката Вирович, која ги повика градоначалниците во општините кои што имаат се уште азбестни цевки да си ја вршат работата и дека за тоа треба да се интервенира. Се надевам дека ќе интервенира во амандманот во кој што бараме поажурност за азбестните цевки во Скопје, кој што се уште се 101 километар, и се надевам на поддршка за тој амандман. Се надевам дека ќе искористи нејзината приватна релација со директорот на паркови и зеленило да не купува, например, кочија со парите на граѓаните на Скопје, да не купува кочија од Полска и коњи од Грција, што ги гледаме секој ден, кои што прават тура и за кои што добиваат пари, некој се вози, гледам, и наместо да ги дава парите за кочија од Полска и коњи од Грција, тие пари да се вложат во проектите за азбестни цевки, за отстранување на азбестните цевки од Скопје, за кои што уште во 1989 година е донесена одлука повеќе да не се инвестираат во Македонија. Се извинувам зашто земам збора, не сум подписник овде, бидејќи минатата година со полиција ми беше забрането да се борам за амандманите, денеска заради диктаторскиот и тоталитарен деловник кој што постои, ќе ми биде ускратено да ги бранам барањата на граѓаните од Скопје, од Република Македонија, кои што заеднички ги пишува амандманите. Некој има прилика да зборува за амандманите што ќе поднесуваат, а јас заради диктаторскиот деловник не ќе можам да ги бранам амандманите за општина Центар, за основното училиште, за општината во која што живеат и Груевски, и Ставровски, и Гордана Јанкуловска. Нема пратеник од Центар во парламентот од ВМРО-ДПМН, па апелирам до владата некако во која ќе добие тој пречистен текст или расправата овде, бидејќи не ќе имаме шанса да зборуваме заради диктаторскиот и тоталитарен деловник, да направат нешто за граѓаните во кои што општина живеат, бидејќи нема пратеник од општина Центар овде, туку Ставровски, Груевски и Јанкуловска да се позанимаваат со граѓаните, потребите на граѓаните од општина Центар. Азбестните цевки се, за жал, не се приоритет на градот Скопје и затоа, поддржувајќи го амандман на колешката Станка Анастасова, апелирам, во приватните разговори дома, во Данка Вирович Дургира, кој директорот, кај неговата сестра, па што е финансов директор, замислете, на истата таа институција Паркови зеленило, и да во една заедничка семејна атмосфера се договорат наместо кочии од Полска и коњи од Грција да купат, да интервенираат во азбестните цевки. Бидејќи непотизмот не важи во Скопје и не важи за ВМРО-ДПМН, да апелирам на семејните разговори да посветат внимание малце, осем на богатата трпеза и водата што ја пијат. Инаку што се однесува до амандманот, не само почитуваниот поранешен заменик министер за здравство, кој што беше сменет после оваа интервенција, и јапанците во својата студија, тоа може лесно да се провери, еве сега да не злоупотребам од времето, еве тука имам ја студијата, констатирале дека во јаловината има ураниумови честици, ураниумови отпад, кој што е штетен или опасен, и затоа побарале сето тоа да се санира. Но знаеме како сето тоа триковите кон јапанците се однесуваат, јапанската влада се извинувам, и какви све пенали или на каков столб на срамот беше изложена Република Македонија заради тој однос. Парите од јапонската држава се злоупотребени во водоводот во газибавот кој што потекнува и Коце Трајновски, но тоа зборуваше за тоа господинот Благој Стојановски. Уште еднаш да резимирам, азбестните цевки се проблем во Република Македонија, ги има во сите општини. Добро е што во Скопје се донесе одлука во 1989 година да престане со интервенцијата во
тоа да се местат нови такви цевки. За жал постојат уште и во крововите, во азбестните кровови, во повеќе училишта и тоа во повеќе градови, се сложувам. И навистина кога ќе видите дека се фрла 12 милиона за панорамско тркало или 4 милиона за една фонтана, а не се интервенира во она што е здравје и живот, навистина сум бесен, револтиран и најостро реагирам и апелирам до владата, која што сега се пресели во центар, и Ставровски, и Гуриевски, и Јанкуловска, и Трајко Славевски во општина центар, значи немам пратеник од центар од ВМРО на кој што можам да му се обратам, да се погрижат малци за здравјето на граѓаните од општина центар. Благодарам.